Во неделата на 21 септември 2025 година на живописниот простор кај езерото Козјак во Гризли планинскиот центар се одржа Гризли Куп 2025, најголемото стрит воркаут и калистеникс надпреварување во Македонија. Настанот собра голем број учесници и љубители на уличниот фитнес. Атмосферата беше на високо ниво од почеток до крај. Организаторите ја осмислија програмата на надпреварот преку 3 категории: професионална, полупрофесионална и аматерска, со можност и за деца, возможувајќи им на сите од најдобрите атлети до почетниците да се изборат за своето место на подиумот. На настанот присуствуваа и бројни фитнес тренери и инфлуенсери, кои ја поддржаа идејата за промоција на здравиот и активен живот. Организацијата на настанот беше оценета како одлична, со високо ниво на професионализам, логистика и гостопримство. Голема благодарност беше упадена кон спонзорите и поддржувачите на настанот, Натура Терапи и Адастра, кои помогнаа да се реализира ова спортско доживување. Гризли Куп 2025 уште еднаш докажа дека Македонија има големи спортски потенцијали и млади таленти кои можат да конкурираат на светско ниво. Настанот остави силен впечаток и ја зацврсти стрит воркаут заедницата како едно од најпозитивните и најразвиените фитнес движења во земјата. Денеска те гледаме како дел од надпреварот или како дел од организацијата? Како двете. Како се не справаме Фатимат Задичан, претежно како дел од организацијата со Адастра. Иначе не се надпреварувам, не, онака for fun си вежбам, за себе што би рекле. Сакам да ги поддржам дечкиве, супер евенти имаат и добра дружба, убави луѓе, добро вежбање на сонце, убаво место, се е врв. Константно промовираш здрав начин на живот. Дали мислиш дека и со твојот нов подкаст пораките твои конечно некако допираат до пошироката публика и дали можеби веќе почнуваат да ги пременуваат здравите навики на живот? Ја мислам ќе ме прашаш колку кошта твојот аутфит. Раменици ми се 350.000 марки, рација ми се 80.000, скапо и многу имам возено овие 20 години. Спешало. Инаку подкастот, верувам дека веќе има влијание, гледам според реакциите на публиката, според задоволните коментари, според фидбекот што го добивам и YouTube као коментари и во инбокс. Гледам дека е радосен сум што можам да споделам се тоа што сум го научил овие 20 години што сум го применил, размене и врз луѓето и клиентите и верувам дека веќе го применуваат и ми е многу драго што добивам таков фидбек. Тоа ми беше целта. Да креираме една здрава нација, здрави вредности, здрава храна, здрав менталитет. Постои ли тежок предизвик за тебе во фитнесот? Па реално толку ми е веќе рутина, она што било порано претешко, сега толку ми е рутина да стварно не е тешко. Буквално и држање форма и спремање за надпревар и работа со клиенти ми е онака баш рутина, како ти ова се го прави сега и не го гледам како предизвик. На почетоците, додека влезам во тој сетап, во таа рутина, да, тоа како. Ако мора да избереш помеѓу склепови и трчање, што би одбрал? Склепови дефинитивно до сега прават. Трчање не сум фан, али мог наватка за чистење на организмот и за топење на калории, ама склепови дефинитивно. Кажи ми пак и дали овој тип на надпревари, за овој тип на надпревари треба поинаков тип на подготовка за разлика од надпреварите за бодибилдинг? Да, апсолутно, ова е друга дисциплина, друг спорт, иако и тука се гради форма и тело и здрави навики, се работи за мускулна стимулација, меѓутоа теретаната има многу машини, различни агли, се паќаат подгрупи на мускули, додека тука имаме само 2-3 зони, а у теретана можеме да вежбаме целото тело. Различен спорт, различен концепт, али двете ги промовирам како нешто предобро, али секогаш преферирам теретана, бидејќи можеш да го направиш комплетно телото, за разлика од тука што сме ограничени на гравитацијски отпор. Така. Доколку беше дел од надпреварот, доколку се надпреваруваше, дали би имал некоја поинаква спрема, како би се подготвувал за овој надпревар и дали би сменил некој од твоите секојдневни навики? Да, па друг спорт си бара и друга припрема, друга храна. Ова е повеќе тренинг на издржливост, додека фитнесот е тренинг на хипертрофија, развивање сила и мускул, а тука треба да си полесен и поиздржлив. Додека теретана, издржливост важна е во теретаната, ама не е пресудна. Таму е поважно како јадеш и колку репс, колку повторување буткаш, така да различува. Да, припремите ќе се различни и храната ќе различува. Али суплементите ќе се истичат. Така. Дали си покрај тоа што не се надпреваруваш, дали сметаш дека си еден од поспремните денеска тука? Па реално сметам, меѓутоа како фудбал и футсал. Не знам дали знаеш што е футсал, е на мал терен, фудбал е на горен. Двајцата се фудбалери што го
практикуваат тој спорт, али различна припрема. Едните трчаат кратки шпринтови, другите долгометражно темпо. Така и со нив не би се мерил, бидејќи дечките се многу лесни, 30 кг можеби полесни од мене, се припремаат, тука и најверојатно нема да победам. Физикусот мој кажува едно, али издржливоста е друго, така да нема компарација, реално. Така. Што би им порачал на младите денес кои на шипките во паркот гледаат како место за седење, за забава, отколку на место каде што можат да направат тренинг? Да, тоа е веќе само секунда да се напијам една пијачка. Мислам за оние други категорија што само дремат во паркови и не тренираат, па најверојатно свеста нивна е малку пониска. Не го гледаат паркот како место за забава и спорт, не го гледаат како забава можеби за наркотици, за криење, бегање од прибежишта, во темници, за користење на некои супстанции. Сведоци сме на тие. Али мислам дека баш токму подкастот мој ќе допре до тие категории и групи на луѓе и ќе се посвесни да го користат, да ги користат тие шипки и паркови за нешто подобро. Фала ти паке. Исто, фала и на вас. Поздрав. Филип, здраво, ти си дел од организацијата на овој настан денеска. Кажи ми како дојде до идејата и како стана реализација? Првенствено сакам да ви се заблагодарам што пред се дојдовте и сте дел од овој настан. Искрено како идеја можам да кажам дека овој настан беше организиран па и планиран околу една година. Ваков вид на настан и едноставно тоа беше консултација меѓусебна во нашата екипа нормално, со тоа што сакавме нешто да изгледа приближно на државно првенство, но сакавме да го подигнеме на уште поголемо ниво. Така да можам да кажам дека ова е еден тест за државно првенство во Македонија и едноставно прерасна идејата од државно првенство во Гризли Куп 2025, со тоа што мислам дека ова веќе ќе стане и традиција. Според бројот на пријавени оваа година како за прв пат, нели? Кои се очекувањата за следната година и дали кај младите има надеж дека се занимаваат со спортот и дека тоа им е првенствено како навика во животот? Вака, мислам дека овој спорт е прилично нов меѓу младите, но и меѓу останатите луѓе, поготово помеѓу постарата публика. И мислам дека како некој нов спорт и не толку актуелен во светот, мислам дека е феноменална самата заинтересираност за истиот спорт и кај младата публика, но и кај новата публика. Затоа е искрено пријатно изненадување за нас како организација. Толку млади личности веќе не знаат, но не само младите, како што напоменав тука и постарите, веќе не знаат како организација и едноставно на секој надпреварување имаме се повеќе и повеќе пријавени надпреварувачи, со тоа што тоа е еден на некој начин груп показател за тоа дека се движи во нагорна линија нормално. Дали настанот до сега помина според очекувањата? Дали сите што се пријавија дојдоа или дали можеби некој на лице место сега дојдоа па се одлучија да се пријават? Значи вака, тие што што беа пријавени претходно, значи сите дојдоа, дори присуствува уште се додадоа, односно се дополни уште 20 членови, имаме нови кои се пријавени на лице место. Тоа само за професионалната категорија зборувам, бидејќи таму имавме официјални пријави преку нашата веб страна, доколку мислам нормално за аматерската и полупрофесионалната категорија пријавите се на лице место. Искрено гледам голема заинтересираност и очекувам голем број на пријави, бидејќи се уште трае професионалната категорија, но во професионалната категорија можам да кажам дека самиот број кој беше пријавен присуства во полна бројка и искрено како бројка сум нормално како дел од организацијата на вистина како организација сме доста задоволни од самата бројка. Кажи ми, што би им препорачал на младите вака како активен спортист на оние кои што размислуваат или се уште не почнале или почнале па се откажуваат во врска со спортот? Искрено на младите би им порачал не само за овој вид на спорт, за било кој друг спорт да појават интерес, поготово оние кои се уште во развој, на оние кои се уште им треба нормално усмерување и прав пат во животот. Верувајте ми, спортот е прав пат според мене. Јас го избрав спортот како на некој начин, како едно, со спортот добив автоматски образование, дисциплина, здравје и сето тоа што доаѓа во пакет. Така да, верувајте ми, доколку
го изберете спортот и еве ќе го додавам калистеникс, односно стрит воркаут како спорт, никогаш нема да сгрешите, ќе имате само плусеви во животот, нема да имате никаков минус. Фала ти, Филип. Здраво, здраво, гледаме дека си активен во последно време многу физички, почна во теретана. Како ти оди со клекови и со згибови и дали ќе се напреваруваш денеска? Не, јас дојдов чисто да ги видам дечките, не сакам да се брукам, затоа што ако нешто не ме бива, ако не ми оди тоа се згибови, максимум до 10 до 15 можам да направам, со клекови до 50 до серија. Како и да е, денеска сум тука да заедно со тимот на Дастра и Натура Терапи, затоа што се спонзори на овој Гризли Куп. Искрено бедам, многу ме радува што се организираат вакви настани, затоа што потребно е да се промовира повеќе здравиот начин на живот, потребно е да се промовира спортот, лауда име на луѓе што го направиле ова вака и посебно кога гледам локација и склопот на се ова е за поздрав. Кажи ми, кој е појак физички, ти или Мандар? Не, Мандар е дефинитивно. Види, за ваков тип на тренинг Мандар, во бодибилдинг не му се дава. Сега се враќам моментално, кога сум бил во најака форма, сум го едал 100%. Али за калистеникс, стрит воркаут, шипки, згибови, апсолутно Мандар. А за склекови си бројал ли во минута колку можеш да направиш? 50 до минута ми било најмногу. Збориме правилни склекови, затоа што може сега да правиш и до пола некаде, меѓутоа кога се правилни, тоа е 5. Така. Дали мислиш дека инфлуенсерите имаат одговорност да промовираат здрав начин на живот кај младите? И дали мислиш дека ти на некој начин го правиш тоа? Јас се трудам. Јас во принцип знам понекогаш и да сгрешам и мислам дека е правилно да покажеш дека во животот треба да постои баланс. Сега не постои 50-50 во здравиот начин на живот со излекување надвор со пиење на алкохол, постои 90-10. Тоа е балансот според мене. Јас вежбам 5 пати во неделата, снимам дека вежбам, се хранам колку што можам здраво, затоа што со другиот дел на работа си носи други стресови, па знам понекогаш да сгрешам. Не сум како пак и посветен 100%. Да ти го одговорам прашањето, инфлуенсерите апсолутно според мене имаат одговорност не само за вежбањето, туку да промовираат тоа дека луѓето мора да се породи да работат сами на себе, да напредуваат, затоа што многу модерни стана новите болести, анксиозност, депресија, кои што ги осеќаме сите поради брзиот начин на живот. Токму тие проблеми доаѓаат со невежбање, со постојано јадење на брза храна, со нефизичка активност. Тука е одговорноста на инфлуенсерите. Што е потешко за тебе, да снимаш контент видео или тренинг во теретана? Не знам искрено и сакам и двете. Не гледам дека ми е нешто тешко искрено. Јас сум вежбал порано за изглед, сега кога одам во теретана ми е терапија и за умот, и за телото, и за психиката буквално, идејата ги снимам се уште од љубов, така што не гледам некоја тежина. Би се нафатил ли да направиш влог 24 часа во животот, вежбам како стрит воркаут? Не би се нафатил. Не бе, тежок е, стрит воркаутот си бара многу поголема спремност во бодибилдинг. Треба човек тоа да сака да го прави, а ја не сум вежбал стрит воркаут никаде. Дали имаш, ги спомнавме видеата, дали имаш некоја рутина пред да ги снимаш видеата, дали на некој начин се подготвуваш или тоа природно ти доаѓа секогаш? Се случува и природно, да ти текне нешто во секундата, ако ги правиш спонтано работите, меѓутоа се трудам да си напишам сценарио, да знам по кој текст се водам, од прилика да ги знам сцените, на таков начин ги работам побрзо видеата и камерманот што ми работи тоа монтажерот кој што го монтира се знае по кој трек треба да го работи видеото, кога ги склопувам, само тоа ми е рутина. Кој е најчудниот предизвик што си го добил, без разлика дали станува за онлайн или во реалноста? Не знам, со Мандар сме снимале многу предизвици, еднаш снимавме да изедеме 5000 калории за 24 часа, 10.000 калории, ме терал да јадам лути работи, некој кој што сакаш да умреш после тоа. Тоа биле некои најголеми предизвици. Интересен предизвик, пред 2 години снимав со Тимче од Велес, човекот кој што си има направено своје еко село, снимавме 24 сати како живеам со него, па требаше да спијам во пештера. И интересно беше тогаш си ја купив првата кола, мене колата стигната, јас спијам во пештера. И Тимче ми вика, ти си единствениот ненормален човек, што си купува кола и место се радува на колата, доаѓа со мене да спие во пештера. Тоа ми било нешто така најинтересно. Кажи ми, што повеќе ти значи, голема гледаност на YouTube или личен предизвик што успеваш да го надминеш?
Види, гледаноста значи, секој што се бави со оваа работа што ќе ти каже дека гледаноста не е битна, сам се лаже. На крајот денот си да работиме и доказ успехот е гледаноста. Не секогаш, меѓутоа ако не те гледаат, значи не предизвикуваш интерес кај гледачите, а работиш работа која што треба да предизвика интерес. Сега многу често се случува да го работам да ми е поинтересно кога нешто работам од предизвик, али нешто да ми е предизвик што знам дека ќе побуди поголем интерес кај јавноста. Со текот на годините и сам се оздрави, сам расте, по интервјуата што ги правим подкастите со некои луѓе што се посериозни од типот на, не знам, доктори, политичари, адвокати, и ми предизвикувале поголем предизвик, а и со самото тоа предизвикувале поголем интерес. Така зоват едно со друго. Така. И ако можеш да одбереш еден спортист за соработка од било која сфера, од било кој спорт, кој би бил тоа? Јас ќе си го поздравам Елиф, со Елиф израставме заедно. Да не глуми мангуп, да дојде на подкаст, затоа што луѓето сакаат да чујат нешто и за него. Како и да е, си го поздравам Елиф, само напред во Наполи, многу сум среќен за него, али искрено би сакал да направиме нешто со него дефинитивно. Со кои три зборови за крај би се опишал себе си кога станува збор за дисциплина и спорт? Борбен, константен и упорт. Фала, Стефан. Фала на вас. По кој повод си тука денеска? Дали се надпреваруваш или можеби поддржуваш некого денеска? По двата повода и се надпреварувам и ги поддржувам сите што се тука. Така. Во која категорија се Професионално. Кои се твоите очекувања за резултатите? Дали резултатите покасно се објавуваат? Па се објавува веднаш што се направи, така да веќе ги знам дека завршив се. Така, и дали можеби ќе очекуваме победа? Не, бидејќи не дојдов спремен, дојдов само за поддршка и да видам колку е разлика измеѓу мене и професионалците, за да знам како да се спремам за следниот пат. Така, дали општо секојдневно си го негуваш спортот, дали се занимаваш со спорт? Да, секојдневно сум активен со стрес воркаутот, имам одредено време и цел ден да ми е зафатен секогаш одвојувам термин за ветренje.